Најново издание на регионалните вести. 67 годишен тетовец почина по патот Кран на кој што изведувал заварувачки работи. Тетовка пријавила злоупотреба на лични податоци на социјалните мрежи. Од полицијата информираат и за случај на измама во Врапчиште. 67 годишен работник им подлегнал на повредите откако изведувал заварувачки работи на цевки од бетонска пумпа во кругот на приватна фирма во Порој. Несреќата се случила вчера околу 16 часот, пошто повредениот со тешки телесни повреди бил донесен во Тетовската клиничка болница и по окажаната лекарска помош со медицинско возило бил испратен кон скопските клиники. Но за пат за Скопје набрзо им подлегнал на повредите, кои претходно околу 14:30 ги задобил од паѓање од лопата на кран. Јавен обвинител и екипа од секторот за внатрешни работи Тетово извршиле увид и се расветлуваат сите поединости поврзани со случајот. СВР Тетово информира и за злоупотреба на лични податоци. Имено 46-годишната тетовка С.А. вчера пријавила злоупотреба на лични податоци од засега непознато лице, кој од лажно креиран профил на социјална мрежа и биле испраќани пораки со различна содржина и извесен компрометирачки видеоматеријал. Откако му кажала дека ќе го пријави случајот, нејзината фотографија била повлечена, но и натаму останал текстот и барање да му испрати друга фотографија, зашто во спротивно на сите сајтови ќе објавил и други компрометирачки материјали. Се работи на расчистување на случајот. Во денешниот полициски билтен место и за измама во Гостивар. 65-годишниот ФМ од гостиварското село Врапчиште вчера пријавил измама од две непознати лица. Во паркот на улица Мајор Чере Филиповски во Гостивар околу 11 часот и 30 минути, едното од лицата кое му се доближило и му се представило дека е од Косово, побарало да му помогне да се разберат со друго лице, наводно од Дубај, а со кое претходно имале сообраќајна несреќа. При тоа непознатиот му побарал пари за да купел од странецот златен часовник кој чинел 2000 евра. Тогаш ФМ му дал 300 евра, го зел часовникот и долго чекал да се вратат двете лица, кои наводно отишле да донесат други предмети, пошто сватил дека е измамен. Се превземаат мерки и активности за целосно расчистување на сите поединости поврзани со оваа измама, информира СВР Тетово. Летната сезона е најповолна за возење мотори, па полицијата со апел за зголемена внимателност. Деновиве неколку незгоди резултираа со тешко повредени возачи на моторцикли. На Тетовско-гостиварското подрачје деновиве се случија неколку сообраќајни несреќи во кои учествуваа мотоциклисти, претежно без возачки дозволи, кои завршија со десетина повредени лица. Со оглед дека во полн ек е сезоната на користењето на мотоцикли, најмногу од младите, а често и малолетници. Секторот за внатрешни работи Тетово потсетува дека за да се управува ваков вид моторно возило, потребна е соодветна дозвола. Во спротивно следува поднесок и парична глоба за која овој вид прекршок изнесува 300 евра во денарска противвредност и уште толку за лицето кое на прекршителот му го дало на користење мотоциклот. Оние кои ќе бидат откриени дека управуваат нерегистрирани мотоцикли исто така ќе се соочат со поднесоци и глоба која се движи од 100 до 500 евра. Оние кои не поседуваат и не употребуваат заштитни кациги се соочуваат со глоба од 50 евра во денарска противвредност. Секторот за внатрешни работи Тетово изминативе 2 месеци реализираше повеќе контролни активности во чие средиште беа оваа категорија учесници во сообраќајот, кои со зголемен интензитет ќе продолжат до крајот на овој и идниот месец. СВР Тетово потсетува за севкупна внимателност во сообраќајот со оглед дека предстои доаѓање на поголем број времено вработени во странство, со што значително ќе се зголеми вкупната динамика, односно сообраќајната фреквенција на улиците во Тетово и Гостивар и околните регионални и локални патишта. Со бела боја се покри срамот на споменикот на револуцијата во центарот на Тетово. Ова историско обележје кое пред 2 месеци беше мета на вандали, утринава го бојадиса од музеот на Тетовскиот крај. Провокативните содржини кои 2 месеци го грдат споменикот на револуцијата во центарот на Тетово утринава беа покриени со бела боја. Како и многу пати досега за единственото обележје од времето на НОП, надлежните од општина Тетово не се погрижија и покрај многобројните апели на Сојузот на борци. Работата во своји раце ја презедојат музеот на Тетовски крај, го фарбаа споменикот и најавија дека ќе ги санираат оштетените делови.
Упати апел повеќе да не се сквернава спомениците, а за тие кои сакаат да се докажуваат на уметнички план, музеот може да им обезбеди слободни површини за цртање на графити. Уште е апел за подобро општество, за општество на сите граѓани, националности, да нема потреба од вакви вандализирање на објектите и спомениците во Тетово. Со графики што сакаат ќе обезбедиме ако треба еден дел во градот да се докажат таму со нивните дела, со графити, само да не бидат сквернавени споменици. Наградувањето на споменикот е честа слика која ја затекнуваат од боречката организација. Апелираат обележето да остане во иста состојба како на денешниот празник посветен на борците. Се надеваат дека национал-романтизмот ќе го снема кај граѓаните, но и кај општинските власти кои од независноста на Македонија не се грижат за обележјата од НОП. Оптимистички размислуваат, затоа што веќе и за најболното прашање, враќање на спомен бистите на хероите Ѓоце Стојчевски Амбарч и Тодор Циповски Мерџан во центарот на Тетово. Локалната власт почнува да дава зелено светло. Во последно време се прават обиди и преку Сојузот на борци, меѓутоа и преку општината, и сметам дека и од централно ниво, дека овие споменици би требало годинава да бидат поставени. Затоа добивме ветување од овие факти. Бистите на двата херои пред 12 години без никаква одлука беа тргнати од градскиот плоштад поради негова реконструкција. Сојузот на борци има изработено идејно решение за Амбарч и Мерџан да се вратат до споменикот на револуцијата, но досега локалните власти во неколку наврати одбиваат да донесат решение за повторно враќање на хероите, со образложение дека за тоа треба сите советнички групи кои се дел од Советот на општина Тетово да постигнат консензус. Студентите од Факултетот за физичка култура при Државниот универзитет во Тетово со свој придонес во одбележувањето на 4 јули, денот на независноста на САД. Соединетите Американски држави денес го слават Денот на независност, а ден кога е подпишана Декларацијата за независност, документ кој во формална смисла ги прекина политичките врски со Британија. Во одбележувањето денес се вклучија студентите од Факултетот за физичка култура при Државниот универзитет во Тетово во две групи одиграа надпревари во одбојка на песок. Па денеска е важен ден, Денот на Америка. Ние сакавме како Факултет за физичка култура да го одбележиме со важни настани и со 100 спортски настани за овој ден и тоа во одбојка на плажата. Зошто лани ние имавме и други активности во спортски, мислам, одбојка на плажа, футсал, баскетбал и кошарка, но ова година ние одлучивме само со одбојка на плажа да се забележи овој ден и тоа одлучивме во две категории, мажи и жени, затоа што ние мислиме дека со овие две групи ќе биде доста овој значителен ден да се одбележи. Студентите од овој универзитет можат да го живеат американскиот сон, зашто факултетот им нуди можност за студирање надвор од државата. Истовремено, постојано инвестира во подобрувањето на условите за одржување на часовите во соодветни услови. Интересираните на студентите е доста големо, бидејќи Факултетот за физичка култура сега нуди подобри услови во споредба со други, мислам, во споредба со поминатото време. Затоа сега имаат подобри услови, тие можат да студираат и во странство, ако една година, мислам, овде ќе студират, другата година можат да поминат во некој друг град, после повторно да се вратат, зависно од желбите на студентот, но мислам дека сега се условите многу подобри и тоа се продолжува, мислам, се подобри и подобро. Факултетот за физичка култура сега има своја сала, бидејќи во поминатото време ние немавме сала, тоа е основен, мислам, објект што е потребно за физичка култура. После ги имаме и терените надвор што се за одбојка, за кошарка, за сите и за фудбал. Зошто сега и во иднина ќе се гради уште повеќе услови ќе има. И затоа според условите и студентите гледаат каде е најдобро, таму и треба да аплицираат. Инаку Факултетот за физичка култура при Државниот универзитет во Тетово секоја година со најразлични спортски активности го одбележува 4 јули. Викендов во Тетово ќе се одржи културна манифестација Фолклорни игри под шара. Истата ја организира Сдруженијето на Срби и Македонци, културно-уметничко друштво Бранко Чајка. Сдруженијето на Срби и Македонци, културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово организира културна манифестација Фолклорни игри под шара, која ќе се одржи во недела на 8 јули.
На неа со народни песни и ора ќе настапат повеќе културно-уметнички друштва од Тетово и околните населени места. Задоволство ми е да ја представам манифестацијата Фолклорни игри под шара, која ја организира Сдруженијето на срби и македонци Кут Бранко Чајка од Тетово. Ова манифестација е мултикултурна фолклорна средба на културно-уметнички друштва од Тетово и околните населени места. На неја учествува покрај Сдруженијето на срби и македонци кои го негуваат и македонскиот и српскиот фолклор, ќе настапат културно-уметничкото друштво Джеладин Зечири кои ја негуваат албанската народна традиција и културно-уметничкото друштво Пралипе која негува ромската народна традиција. Настапуваат уште и културно-уметничкото друштво Извор од Јегуновце и културно-уметничкото друштво Брвеница од Брвеница. Инаку ова манифестација представува проект од национален интерес за културата во 2018 година, одобрен на конкурсот кој го организираше Министерството за култура на Република Македонија. Инаку оваа година нашето здружение покрај оваа манифестација Фолклорните игри под шара неодамна пред месец дена се врати од Нови Сад каде ја реализираше програмата на проектот Учество на денови на македонската култура во Нови Сад, а на есен не чека реализација на уште еден проект во кој станува збор за една театарска представа на српски јазик. Почетокот на манифестацијата Фолклорни игри под шара е закажан за во 19 часот и 30 минути во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово. Македонија нема друга алтернатива освен интеграцијата во Европската Унија и НАТО. Европскиот совет сака да види резултати за реформите. Ова меѓу другото денеска го изјави македонскиот премиер Зоран Заев по конференцијата Македонски перспективи како до Европа во Скопје. Пред нас е период што ни е даден за да ги испорачиме овие очекувања. И ќе бидат испорачени. Премногу е важно. Европската иднина на земјата е во прашање и секој што мисли дека има поинаков одговор на прашањето како до Европа, се лаже себе си, но многу поважно е дека ја лаже македонската јавност. Нема друг одговор ниту за неопходните дополнителни реформи за владење на правото, за борбата против корупцијата и организираниот криминал и за реформите во јавната администрација. Ефективната имплементација на предвидените реформи е единствениот одговор. Нема друга алтернатива. Нема друга алтернатива и одговор на прашањето како до Европа, кога станува збор за улогата и вклучувањето на граѓанското општество во демократската трансформација на нашата земја. На листата на штиклирани точки за Република Македонија, Европскиот совет заклучи дека меѓуетничките односи во земјата се значително подобрени и дека надворешната политика е во склад со таа на Европската Унија. Според премиерот, договорите со соседните Грција и Бугарија покажаа дека сакаме да развиваме добрососедска политика и подобрени меѓуетнички односи со сите. Екс-градоначалникот на општина Центар Владимир Тодоровиќ и другите двајца осомничени за малверзации при изградбата на мостот Око ја надоместиле штетата за општинскиот буџет за која е поднесена пријава против нив од страна на Управата за финансиска полиција. Како што соопшти директорот Арафат Муарими, станува збор за сума од околу 433.000 евра. Рокот на важноста на банкарските гаранции за дадените авансни фактури бил истечен и истите не се наплатени од страна на одговорното лице на општината, односно пријавениот ВТ со пропуштање на должен надзор, несовесно постапил во вршењето на своите службени овластувања и должности и на тој начин го оштетил буџетот на општина Центар. Нанесената штета во вкупен износ од 26.653.424 денари или приближно 433.000 евра, пријавените лица се согласија да ја надоместат во целост, за што добивме потврда и од општина Центар, дека на 30.6.2018 година паричните средства се вратени од страна на пријавените на буџетска сметка на општина Центар.
Управата за финанска полиција, согласно своите надлежности, продолжува да истражува и други предмети каде има сомневање на злоупотреби на парични средства од буџетот на Република Македонија. Од финансиската полиција посочија дека за проектот Скопје 2014 се водат повеќе истражни дејствија, но не сакаат да откријат за кои објекти станува збор, со образложение да не се наштети на истрагата. Во поширокиот Дебарски регион денеска во 11 часот и 2 минути е почувствуван земјотрес кој ги вознемири жителите. Оние кои што живеат во повисоките стамбени објекти ги напуштија домовите. Според првичните информации што ги пренесуваат албанските медиуми, епицентарот на земјотресот е на 28 километри северозападно од Тирана, во подрачјето на Драч и е со јачина од 5,2 степени. За сега нема информации за материјална штета, но голема вознемиреност земјотресот предизвикал кај туристите во Драч и Валона. Земјотресот е почувствуван и во Тетово, Гостивар, Кичево и Дебар со интензитет од 4 степени според Европската макросеизмичка скала и со интензитет од 3 степени во Скопје, Струга и Охрид. Денес имавме сончево и топло време. Дуваше слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринските температури се движе од 16 до 22, а дневните од 24 до 31 степен. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува претежно сончево и топло време, со слаб до умерен северозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од 17 до 24, а дневните од 26 до 33 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9. Вестите ги завршуваме. Пријатно!